Сумичани. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, вечер собрани тука во Сумица, за да се представиме пред вас, да ја представиме нашата програма, нашите кандидати, нашите политики и да ја побараме вашата подршка за наредните 4 години. Во владата 4,5 години, пошто како прва одговорна влада и партија. Се појавивме за прв пат во Македонија, на изборите во 2006-та, за прв пат со сериозна, конкретна, детална програма. Програма во која што беше напишано во детали што е тоа што ќе го правиме во наредните 4 години. Потоа, откако ни заврши мандатот, откако се распушти парламентот, ние издадовме отчет за тоа што било сработено за народот да може да спореди, за народот да може да се подсети што точно е ветено, а што било исполнето. Затоа што денеска има и политичари кои што не само што не ветиле или исполниле, туку и денеска лажат дека нешто исполниле, а што не го исполниле. Го слушам деновиве Бранко Царенковски, раскажува како тој го градел коридорот 10, а коридорот 10 се градеше во социјализмот од времето на Полишевски и неговата компанија, кога се викаше братско единство. Бранко тогаш беше средно школо, а денеска ни збори дека тој и СДСМ го граделе коридорот 10. Затоа е добро да се има програма и да се има отчет. За луѓето да може да видат што било ветено, но и да може да видат што било исполнено. Но овој народ има паметење. Овој народ ги памети сите работи. Го слушам исто така вели дека тие го изградиле патот Тетово Скопје. А мисли дека ние сме заборавиле дека тој пат се изгради и се пушти во употреба токму кога прв пат тој беше во опозиција. Затоа, драги пријатели, ќе кажам, во една демократија нормално е секоја партија да ветува. Нормално е партиите да се борат со идеи, со визија, и тоа е добро. Затоа се изборите и затоа демократијата е најсовршениот систем до сега во политиката. Меѓутоа, во нашата 20 годишна историја на независност се појавија многу преваранти во политиката, многу хоштаплери